Независност, јавност и транспарентност, непрофитност, непартиско делување. Ова се основните принципи по кои треба да делуваат невладините организации во земјава, ако се суди по тоа што го предвидува Законот за здруженија и фондации. Во сложената политичка ситуација и поделеното македонско општество, сериозно го метастазира и невладиниот сектор. Граѓанските организации добија предзнак на предавнички и на патриотски. По последните избори, Груевски го воведе и терминот десоросоизација, најавувајќи сериозни промени во граѓанскиот сектор. Ќе се бориме за десоросоизација на Република Македонија и јакнење на независен граѓански сектор, кој нема да биде под ничија контрола. Ќе се пристапи кон регулирање на областа на финансирање на фондациите и невладините организации по текот на најнапредните демократии во светот. Случајно или не, за овие промени не се чекаше долго. На почетокот на април, 22 здруженија со патриотски предзнак се обединија во така наречен Македонски национален фронт. Две од нив се веќе регистрирани, а другите се неформални иницијативи. Сите заедно донесоа повелба најавувајќи борба со сите можни средства против сите облици за рушење на Република Македонија. Според професорката Миријана Најчевска, овие здруженија изникнале од прогласот на Груевски, а се граѓански параван за политичко делување. Тие се наменски формирани и тоа е многу јасно и воопшто не се ни крие. Да речеме, многу нејасно е како одеднаш ќе изникнат 20 и неколку организации, здруженија на граѓани, без пред тоа да имаат било какви проекти, без да имаат било какви средства, врз основа на кои што тие ќе почнат да делуваат. Тоа значи дека од некаде доаѓаат тие средства. Во моментот за ваков вид организации тие средства можат да доаѓаат само од државата или од ДПМН како политичка партија. Според неа, на овие здруженија им се прогледува низ прсти, иако како што тврди, го прекршуваат законот. Доколку во тие активности на овие здруженија се гледа било кој облик на повикување на насилство, на рушење на институциите на системот, на говор на омраза, на поттикнување на национална, верска и слично омраза или нетрпеливост, дека тие веднаш ќе бидат повикани на одговорност и во најмала мера ќе бидат испишани од регистарот на здруженија и фондации. Тоа што никој не реагира, тоа што ниту полицијата, ниту јавното обвинителство, ниту судовите, ниту Министерството за правда воопшто немаат намера да ги спречат во незаконското делување, е само по себе не само индикативно, туку јасен показател дека тие се во функција на одредена политичка структура која што се уште е на власт.